спинување на состојбата во собранието. За против интерпелацијата гласаа 59 пратеници, што е помалку од 61. По основ на изјавата на Социјалдемократскиот сојуз, значи дека и немаат доверба во министерот за надворешни работи, затоа што го нема основното мнозинство од 61. ВМРО ДПМН поднесе иницијатива за распуштање на собранието и формирање на влада по пржински модел согласно законот за влада. На таа иницијатива се потпишани најголемиот дел од пратениците на ВМРО ДПМН, истата можете да ја видите и во архива. Нема потписи од пратениците кои што службено се отсутни по одредени патувања во склоп на собранието на Република Македонија. Доколку Социјалдемократскиот сојуз мисли дека ВМРО ДПМН се плаши од избори, се уште нема донесена одлука, ги повикуваме да се охрабрат, да ја донесат одлуката, како што бара еден поголем дел од Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, да излеземе на избори и пред граѓаните да се соочиме со сите негативни и позитивни политики и на ВМРО ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз. Толку беа физички присутни пратеници тука, јас повторно ќе кажам, и само 59 пратеници гласаа против оваа иницијатива, што значи министерот Димитров не доби поддршка од мнозинството од власта. Првично има ретерирање дека ќе се насочат кон реформите. Гледајќи ги првите 2 години, се надевам дека и вторите 2 години нема да бидат слични согласно првите по однос на реформите. Насочувањето кон председателските избори е нивна можност за бегање од соочување со граѓаните по основ на сите негативни политики кои што ги направија во изминатиот период. Со едни ветувања излегува 2016 година пред граѓаните, она што го ветија не е ниту помислено да се почне, реализира сосема некои други проекти, затоа сметаме дека најдобра можност за да си го потврдат легитимитетот пред граѓаните, на кој што, за да подсетиме, ги изгубија и минатите избори, е токму предвремени парламентарни избори, на кои што ќе можат граѓаните да кажат дали овие политики кои што Социјалдемократскиот сојуз ги води се во интерес на граѓаните на Република Македонија или не. Овие денови имаме интензивни средби со евродипломатите, ние ги кажуваме нашите аргументи. Нашите аргументи не наидуваат на неразбирање кај нив. Сепак, ова е држава на граѓаните на Република Македонија и се надевам дека политичките субјекти ќе смогнат сили да ги почитуваат барањата на граѓаните и она што суштински реално се случува во моментот. Ние на состаноците со дипломатите ги аргументираме нашите факти, за кои што и тие се согласни дека се така. А тоа е дека немаме поместување во реформските закони кои што се дел од планот 18 и кои што се услов за приближување на Република Македонија кон Европската Унија, како и еден дел од извештајот кој што треба Европската Унија да го спрема за Македонија. Меѓутоа, не се негираат ниту негативните политики во економијата, во реализацијата на капиталните инвестиции, во образованието, во социјалата, во здравството и слично.